Екипата на Евроформ Пелистер 2 која е во баражот во автокоманда загуби од Радовиш и во следната сезона ќе настапува во првата ракометна лига. Работи активно на росторот за експресно враќање во Суперлигата. За таа цел битолскиот клуб го врати Стефан Другришки, кој потпиша двегодишен договор и со неговото искуство ќе треба да помага клубот да се врати во ракометната елита на Македонија. Искусниот ракометар во својата кариера настапуваше за Евроформ работник, подоцна Евроформ Пелистер, Металург, Тиквеш и Охрид. Суперлигашот Куманово мисли на еднината и потпиша 5 млади ракометари кои ќе го носат дресот на Куманово до 2028 година. Куманово ги потпиша 17 годишниот Тино Стојановски, Јован Насиски кој има 17 години, Наум Богдановски кој исто така има 17 години, 17 годишниот Сергеј Крстевски и 16 годишниот Христијан Вујчевски. Дебитантот во Суперлигата екипата на Бисинов активно работи на засилување за новата сезона. Во Велес доаѓа кружниот напаѓач Марко Трајковски. Во својата кариера настапуваше за повеќе екипи, последно за Голден Арт, а во минатото беше дел од Порлет, Бутел, Јуниор Кисела Вода, Тиквеш и Прилеп. Бизинов вчера го промовираше крилото Зоран Стојановски кој доаѓа од екипата на Радовиш, зашто претходно објави телевизија Емнет.